Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, антикорупцијскиот тим на СДСМ ја представува новата дигитална платформа за борба против корупцијата и криминалот. Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, или скратено МИЦКО. Платформата е посветена на истражување и архивирање јавно достапни материјали и извештаи за наводни корупцијски операции во Македонија. Ние ги собираме, анализираме и организираме сите информации од различни извори како би обезбедиле транспарентност и информираност на граѓаните и на јавноста. Што правиме? Истражуваме случаи, длабински прегледуваме тендери, медиумски објави или случаи на корупција, вклучително и проверени судри на интереси и сомнителни операции во политиката, јавниот сектор, локалните и државните институции. Ги архивираме податоците, креираме регистар на наводни случаи со наведени извори, датуми, релевантни детали, овозможувајќи лесен пристап и пребарување. Промовираме транспарентност, делиме анализи и известувања како граѓаните, но и новинарите, експертите, невладините организации би можеле да дадат придонес. На платформата против корупцијата веќе се објавени досегашните бомби на антикорупцијскиот тим. Случајот со една фирма со двајца вработени основана лани која добила тендери во вредност од 9 милиони евра. Случајот со фирма која добила 161 тендер или 5,3 милиони евра. И секако, скандалот за превземање на Алта банка со сомнителен капитал кој НБРМ го дозволила под сомнителни околности. Од денес, платформата е активна и целосно оперативна на ваше располагање. Ги повикуваме сите граѓани, невладините организации, истражувачи, новинари, медиуми да ни се приклучат. На платформата има можност граѓаните да пријават корупција и криминал директно. Има посебен дел, простор за да се внесат информации и директно да се прикачат документи. Секој граѓанин може да пријави, дури и анонимно. Почитувани граѓани, ве охрабрувам да пријавувате. Ние сме вашиот глас. Заедно се бориме против корупцијата и криминалот. Сите ќе одговараат, од прв до последен. Ова е заедничка борба за државата, борба за правдата. Работата не е завршена. Ви благодарам.